Почитувани гледате видео подкаст на Республика. Од лидерите на 4 најголеми политички партии во Македонија, единствено лидерот на СДСМ Зоран Заев има личен профил на Facebook. Останатите имаат фан страници. Најследен политичар во Македонија е лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски со над 220.000 следбеници на Facebook. Многу позиции зад него е лидерот на ДУИ Али Ахмети со околу 74.000 следбеници. Ако се прифати за веродостоен податокот дека во Македонија има над 1 милион корисници на Facebook и дека во интернет војните најчесто страда вистината, тогаш се поставува прашањето на кој начин ги артикулираат ставовите политичарите на Facebook, односно на социјалните медиуми и граѓаните, дали влегуваат или излегуваат во интеракција. За овие прашања во Республика дискутирам со моите соговорници. Веднаш до мене Славица Билјарска, магистер по односи со јавност. И со Слободан Јаќовски, твитерџија, еден од основачите на Википедија на македонски јазик. Славица, како политичарите во Македонија ги користат социјалните медиуми, како електронски службен весник или можеби како канал преку кој што поблиску доаѓаат до граѓаните, односно допираат до нив? Вие го користите терминот електронски службен весник, а јас ќе кажам огласна табла. Буквално политичарите кај нас тоа што сакаат да го искомуницираат, го закачуваат на Facebook или го ставаат на Twitter и тука завршува целата нивна интеракција со публиката. Да не забораваме, социјалните медиуми се двонасочна алатка за комуникација, односно алатка за двонасочна комуникација. Луѓето кои што го читаат постот на Facebook или твитот на Twitter очекуваат дека некој од другата страна ќе им врати на нивното прашање, ќе одговори со коментар на коментарот и така натаму. Никој не оди на социјални медиуми само да гледа нешто. Кај нас политичарите тоа што го прават е, како што реков, закачуваат тоа што имаат да кажат и тука завршува целокупната комуникација. Знаете, порано така се работело во предпријатијата. На огласна табла ќе го ставите соопштението, кој го видел, кој има да си каже, ќе си каже во себе и тука завршува приказната. Има ли влијание тоа што некои од нив, да речем, имаат лични профили, а останатите користат фан страници? Има влијание заради тоа што личните профили имаат мала предност пред фан страниците. Прво заради тоа што преку личниот профил можете да влезете во комуникација на било кој пост кој што е закачен јавно. Можете да коментирате, да прашувате и така натаму. Тоа не е случај со фан страниците. Таму доколку некој не ви дојде на фан страницата да ви искоментира нешто, вие немате можност да одговорите и да вратите. Втората разлика би рекла дека е модерираната комуникација, така ќе ја наречам. Значи од фан страниците се очекува дека позади нив стои една група на луѓе, администратори која што ги модерира коментарите, постирањата и така натаму, иако самиот политичар има можност да објавува и на таа фан страница. Ние сме, барем во светот, сме сведоци на тоа дека политичарите го разделуваат тоа што е официјално објавено на нивната фан страница од нивниот тим, од тоа што они лично имат да го кажат. Например, Барак Обама, после тоа што го кажува лично, си ставаше БО. И така луѓето кои што го читаат може да одвојат што е лично, што е... знаат дека тоа е лично негово мислење, другото е на администрацијата. Додека на личниот профил се очекува дека постојано политичарот сам го води, мада кај нас сведок сум дека не е баш така. Да. Слободан, ако се земат предвид последните, да речеме, избори кои што се одржаа во Македонија, каков е твојот впечаток, дали беа активни политичарите на Facebook и меѓу другото, дали имаш впечаток можеби дека дискусијата, односно дебатата за политичките прашања од телевизија, кој што е класичен медиум, се префрли на Facebook? Дефинитивно мислам дека сме едно општество на кое што му недостасува дебата, поготово што носителите на одлуки избегнуваат телевизиски дебати и таа потреба, таа жет за информации, за одговор, луѓето бидат чуени, го изразуваат на Facebook. Како политичарите го одговараат, зависи од политичарите, нели? Ја не би ги ставал сите политичари во еден кош. Например, на страницата на Никола Груевски се постира еднонасочно, има реакции што се прилично слични. Негативните постови се беше на страницата на Зоран Заев, слично,
се постира некаква содржина, меѓутоа негативните коментари, освен тие што се со наведлива содржина, остануваат, а имат и мали политички партии кои што социјалните медиуми ги искористија исклучиво за буквално беа изградени самите кампањи на социјалните медиуми. Би ги посочил Левица како еден пример за водење на социјална кампања на политичка кампања на социјалните медиуми. Славица, имате ли впечаток дека во Македонија поактивни на Facebook, односно на социјалните медиуми во таа смисла се амбасадорите во земја, отколку домашните политичари? Или тоа е мој впечаток? Искрено не сум правила некое детално истражување кое што можам да го потврдам со факти. Факт е дека сите се обидуваат да бидат на социјални медиуми. Може би да дадеме друг агол некој на прашањето ваше, може би амбасадорите повешто ги користат социјалните медиуми. За разлика од домашните. За разлика од домашните политичари, не само амбасадорите, туку општо политичарите надвор од Македонија. Знаете, јас ја прочитав фразата, мислам и сведоци сме на тоа дека Трамп буквално со твитање влезе во Белата куќа. Тој имаше една многу непосредна комуникација со неговите гласачи и општо со јавноста. За разлика од нашите политичари кои што не ги користат социјалните медиуми на начинот на кој што треба да бидат искористени. Например, они можат да го направат, да си овозможат себе си еден на еден интервју на Твитер, да речеме. Почнувајќи некоја тема, искажувајќи собствен став по темата и понатаму кој ја прошират дискусијата, комуникацијата, тоа може да стане одлично интервју кој што утре ќе биде објавено. Ние сме сведоци дека кај нас традиционалните медиуми преземаат статуси од Facebook, преземаат твитови од Твитер, нели? Меѓутоа тоа некако завршува тука. Најчесто во центарот на вниманието се јавни личности кои што не се политичари во ваквите случаи. Политичарите некако тоа не знаат да го искористат. Они можат да наметнат собствена тема на дискусија на социјалните медиуми со еден твит. Затоа што сепак имаат следбеници, имаат луѓе кои што ги следат. И сега, ако се вратиме малку наназад за учеството на социјалните медиуми во политиката и видиме дека уствари следбениците, односно пониските ешалони во партиите се многу почесто на социјални медиуми, па тие што ја пренесуваат пораката на нивниот лидер понатаму, после стануваат и адвокати на таа порака ја застапуваат, па тука имате нели спротиставена страна која што напаѓа. За жал кај нас има и многу недолични коментари, меѓутоа сето тоа може да се исфацилитира во едно пренесување на пораката на многу успешен начин. Јас тоа постојано го дискутирам со опозиционите партии, особено со помали партии и кандидати кои што сакаат да бидат. Ние немаме простор на телевизија. Не треба да чекаат некој да им го даде просторот. Они треба да бидат тие што треба да си го направат просторот. Постирајќи на Facebook или на Twitter нивна мисла, нивна цел, која што ќе биде лична, нели, не само, како што рековме, огласна табла сега. Да. Се сретнав со жителите на селото. Добро си се сретнал. И кој е твојот став? Имаат ли услови за живот, немаат ли? Што ти раскажа жителот на селото? Би била поблиска комуникацијата во таа смисла. Апсолутно. На тој начин тие можат да си го обезбедат патот до традиционалните медиуми. Слободан спомна Славица во врска со речникот, односно вокабуларот кој што се користи и на социјалните медиуми, посебно во делот на така наречените политички преписки. Каков е твојот впечаток, каков вординг, односно каков речник се користи там? Би рекол дека е за нијанса поофицијален од што би требало да биде. Меѓутоа главниот проблем не е вордингот, туку недостатокот на одговори кон публиката. Се сеќавате ли на можеби твит на македонски политичар или објава на Facebook која што предизвикала, да речеме, бура во јавноста, независно дали е функционер, односно во таа смисла политичар кој што е од власта или од опозицијата? Јас не се сеќавам, искрено не сум нешто претерано импресиониран од македонските политичари, од нивните објави, меѓутоа можам да ги посочам како интересен пример локалните избори во 2013, каде што заедницата, Твитер заедницата направи еден интересен одговор на нападите од владеачката партија кон кандидатот Андреј Женовски,
очигледно беше дека се иде со некоја негативна кампања спрема него и Твитер заедницата направи една интересна пародија каде што секој кажуваше што всушност сгрешил Андрей Женовски, па не знам, имаше дека е искривил крива паланка, дека јадел благо пред да руча и на тој начин некако се неутрализираше таа офанзива од владеачките медиуми. Славица, ако добро се сеќавам, владеачката ВМРО ДПМН пред 2 изборни циклуси го користеше лајкот како да речеме алатка за комуникација со граѓаните во дел од рекламните материјали и во таа смисла политичката кампања. Какви се вашите впечатоци? Дали партиите во Македонија, посебно да речеме политичарите, знаат да го искористат тој дел на презентирање на нивните платформи на социјалните медиуми? Искрено да ви кажам, прво мислам дека позади нив или не стои, или тие што стојат не знаат како треба да се сработи кампања за социјални медиуми. Зборувам претежно за поголемите политички партии. Дали знаат да ја презентираат? Мислам дека на овие избори имавме некаков обид од Социјалдемократскиот сојуз да ја адаптираат нивната глобална кампања за социјалните медиуми. Тие произведоа и многу визуели, произведоа и сосема различни содржини кои што беа пласирани само на социјалните медиуми. Знаете, многу е тешко да водите една кампања на повеќе канали. Бара и многу ресурси, бара и многу и човечки ресурси вклучено. Меѓутоа мора да се постави некаква стратегија, заради тоа што ако тоа што вие го правите, да речеме пресконференција или интервју во весник или на телевизија и само тоа го закачувате на социјалните медиуми, одговорот од другата страна нема да го имате. Може ќе слушате коментари да шеф е најдобар си ти или катастрофа беше трескаш глупости, нели? Да, со народски речни кажано, меѓутоа нема да ја постигнете целта која што сакате да ја постигнете. Како што спомна Слободан, на социјалните медиуми се очекува непосредна комуникација. Значи се очекува јазик кој што луѓето ќе го разберат. Ќе биде едноставен, разбирлив. Што ќе биде едноставен? Се очекува малку емпатија. Значи вие треба на тие луѓе да им покажете дека сте човек пред се. Дека, не знам, ве здоболело тоа што некое куќе било згазено на улица, дека имате некакво чувство за некои луѓе што останале без кров над главата и така натаму. Меѓутоа тоа не треба да се употребува само во време на кампања, нели тие 20 дена за нашите политичари се светиња. Сега е кампања, сега ние сме сочувствуваме со народот и правиме секако што треба и после тие 20 дена не снимува. Социјалните медиуми се трики, би рекла, заради тоа што таму останува трак. Можете да видите кога последен пат е нешто објавено и што е тоа што е објавено. И во таа смисла и мерливо и гледливо. Апсолутно, значи ако имате политичар кој да е што користи Твитер тие 20 дена во кампања и го нема цела година и доаѓаат сега некаи други избори и одеднаш кон се разбудува, мислам, јасно е дека тој ги користи само за тоа, граѓаните не сакаат да комуницираат со луѓе, па ни политичари кои што ги користат социјалните медиуми наменски. Значи во текот на целата година, во текот на целиот период мора да имате некоја константна комуникација. И многу е лесно на социјалните медиуми да ве провалат, да речам, кога ја кажувате вистината, кога не. Затоа што останува трага, може да прочитаат што сте кажале пред една година и што кажувате сега, многу лесно тоа може да се спореди. Не е нешто што е неспоредливо. Да речеме, многу потешко ќе стигнат до архивски материјал од некоја емисија на телевизија луѓето. Меѓутоа, само ако поминат по таймлајнот, може да видат што сте кажале и пред 2 недели, и пред 2 години и така натаму. Слободно, што би ги посоветувале македонските политичари во делот на социјалните медиуми, како да се однесуваат, односно дали реално има потреба од промена во нивниот пристап и начинот на кој што им се обраќаат на граѓаните? Мислам дека постои голема потреба. Мислам дека политичарите се свесни за значењето на социјалните медиуми, особено кога, како што кажа Трамп, дојде во Белата куќа преку Твитер. Меѓутоа, мислам дека им недостасува знаење или желба да организираат комуникацијата на социјалните мрежи.
бидејќи очекуваат граѓаните да бидете достапни за нив 24/7. И сега тоа е предизвик за секој политичар. Тој политичар има работни обврски, тој политичар има личен живот и мора да се најде модус како на најдобар, најбезболен начин да бидат достапни за граѓаните што почесто. Сметате дека граѓаните во таа смисла би биле привлечени доколку има поголема комуникација во таа смисла лична со политичарите? Апсолутно, апсолутно. И мислам дека ќе им донесе бенефит на политичарите, дури ако добијат некоја критика, ако одговорат, може да се дообјаснат, може да ги променат своите ставови, може значи политичарот да ги промени своето однесување. И мислам дека многу, например, на негативните, на критики се действува со бришање со нив. Мислам дека тоа само ствара револт кај граѓаните. Така што би советувал на коментари во таа да би советувал да ги остават дури ако се негативни. На тој начин веројатно Славица би те дополнила да. Да, сега само да дополнам. Треба да им биде едно нешто јасно. Од интернет не можете да избришете ништо. Колку и да сакаат да го бришаат, постои таму некој што направил принт скрин во моментот кога го постирал. И тоа е веќе зачувано. И тоа е веќе зачувано. И тоа се дознава. И што рече Слобода, многу е по прифатливо за луѓето да го оставите или ако имате против аргумент да одговорите на него, отколку само да го избришете. Затоа што кога сте го избришале, автоматски се кажувате дека да, тоа е вистина. Сте го потврдиле во таа смисла. Сте го потврдиле, готово. Славица, Слободан ви благодарам што бевте мои соговорници. Благодариме на поканата. Гледавте видео подкаст на Республика.